Почитувани представници на владата, прв вице-премиер Груби, почитувани министри, почитуван генерален директор на ЕСАМА Васко Ковачевски, почитуван заменик амбасадор на Европската унија господин Васало, почитуван представник на ЕБРД господин Арани Таси, почитуван председател на ДУИ господин Ахмети, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Целта на владата заедно со институциите и партнерите е да станеме земја која од европски доминантно застапените фосилни енергенси се насочува кон енергетски капацитети кои ќе го користат сонцето, што го имаме во изобилство во текот на целата година, како и ветерот, водата и гасот. Затоа со задоволство ја прифатив поканата денеска да присуствувам на отпочнувањето на тест периодот на монтираната опрема на фотонапонската електрана од 10 мегавати во собственост на ЕСАМА, изградена на поранешните наоѓалишта на Јаглен во Рекосломи. Навистина е започет што токму на ова место, кое е некогашен загадувач на животната средина, веќе имаме капацитет кој е подготвен од сончева да произведува чиста и зелена енергија. Придобивките од оваа инвестиција се повеќе кратни. Освен што со годишното производство од оваа фотоволтаична електрана од 15 до 17 гигават часови, ќе ги снабдуваме потребите на околу 2800 домаќинства со електрична енергија, правиме и рекултивација и оплеменување на 15 хектари површина. Со ова, како влада, покажуваме вистинска грижа за заштитата на животната средина. Овој проект е од огромна важност, бидејќи е прв проект со кој се заменува производството на електрична енергија од загадувачка во чиста технологија. Истиот е пример за одлично спроведен проект во целиот регион на Југоисточна Европа и како таков е пример и за идните проекти за енергетска транзиција во земјите на Западен Балкан. Токму поради тоа, овој проект е реализиран со кредитна поддршка од Европската банка за обнова и развој, која ги препозна заложбите на државата да се насочи кон производство на енергија од обновливи извори. Официјалното пуштање во употреба на оваа фотоволтаична електрана, веднаш по завршувањето на тест периодот, значи почеток на енергетска транзиција на Рекосломе и на Кичевскиот регион. Не застануваме овде. ЕСАМА работи на нова студија за уште една електрана од 10 мегавати, а подпишани се договори за изградба на уште 2 фотонапонски електрани, со што Осломе од Јаглен целосно ќе премине на користење на обновливи извори на енергија. Договорите од една страна се подпишани од ЕСАМА како јавен партнер и од друга страна со Fortis Energy од Турција во едната електрана, а со Solar Pro од Бугарија во другата. Приватните партнери на ЕСАМА ќе му исплаќаат надоместок за јавното приватно партнерство во износ соодветен на 18 и 18,5% од произведената електрична енергија за час. Од овие инвестиции државата се очекува да заработува околу 1,5 милиони евра годишно. Владата е донесе новата стратегија за развој на енергетика до 2040 година, која целосно е базирана на Европскиот зелен договор и веднаш започна со нејзина имплементација. Преку концептот на стратешки инвестиции, обезбедени се над 1 гигават во проекти за изработка на фотонапонски централи и ветерни централи, и тоа се реномирани компании кои доаѓаат од Европската унија, како што се АКУА од Франција и ВПД од Германија, кои се водечки компании во Европа за развој на проекти од обновливи извори на енергија. Процедурата за изградба на Чебрене во втора фаза. Очекуваме до средина на годинава да се донесе одлука за избор на најповолен понудувач. Најважниот проект за енергетската транзиција на Република Северна Македонија конечно дојде во фаза за која што може да кажеме дека е фаза пред реализација. Во време на криза преземаме храбри чекори и инвестициски проекти кои го трансформираат енергетскиот систем и кои се насочени кон користење на обновливи извори на енергија, енергетска независност и заштита на животната средина. Во овој контекст сакам да истакнам дека го поддржуваме Европскиот зелен договор за одржлива економија, претворајќи ги климатските и еколошки предизвици во можности и зелена транзиција, од која ќе имаат придобивки и државата и граѓаните. Посакувам успешна работа, уште многу вакви инвестиции, им честитам на ЕСАМА, на изведувачите на работите и на сите вработени во ЕСАМА и инженерите кои што напорно работеа во изминатиот период на овие 15 хектари стари наоѓалишта на Јаглен, да имаме најмодерна фотоволтаична централа во Југоисточна Европа. Ви благодарам.